ден и поздрав до сите слушатели и гледачи на Радио Пела. Веднаш сакам да изразам голема благодарност за вашата поддршка и за следењето на сите наши настани. Настанот на кој што сега присуствуваме е трет од серијата настани кои што ги организираат јавен простор Прилеп и Винтер Априкот. А идејата беше 200 години од изградбата на првата саат кула во Прилеп. На овој трет настан, како што гледате, веќе е многу весело, разиграно, различни луѓе, различни гости. Овој настан е целодневен, го нарековме саем на музика и винили кај сатот. Винили, односно сите носачи на звук, пред се грамофонски плочи, но секако за колекционерите може тука да се најдат компакт дискови, касети, книги, почитуваниот Тошо Филиповски, кој што се грижи да архивизира современата македонска музика, исто така присутен. Овој настан, како што споменав, ќе трае до 17 часот, ќе настапат неколку диџеи, секако дека ќе пуштаат музика од винили, односно грамофонски плочи, и истовремено е корисна можноста да ги поканам прилепчани и прилепчанки од 8:30 вечерва, како и секоја претходна недела, на музика и филм кај саатот, на кој ќе настапи DJ Биџо и заедно ќе гледаме култни спотови од 80-тите и 90-тите години на минатиот век. Се најдуваме на лице место на третата берза на винили, носачи на звук, касети, цедина, плочи. Ја правиме трет пат во Прилеп, прв пат во организација со јавен простор околу градскиот сад, главното место во Прилеп, каде што се случува сите интересни работи од културава. Како продавачи на винили или колекционери имаме доста во Македонија, но стриктно за изложување по берзи и по вакви работи сте претежно овие околу 10 луѓе што сте тука. Имаме гостин од Србија, еден годинава прв пат, требаше да има повеќе, има и таму манифестација, така да се намали бројот на гости од страна. Значи има од Скопје, имаме од Битола, од Кочани и од Ниш годинава. Година се надевам ќе биде побогато. Прв пат е во вака помасовно издание. Инаку како идеја ја имаме негде околу 5 години, почнат од Куманово, таму е првата берза и си одиме по градови, секој месец е различен град. Моментално ги имаме како берзи на винили Куманово, Кочани, Пробишти, Битола, Скопје е главната стално, во Diamond Mall имавме во Скопје, други не знам кои да ги напоменам, бидејќи се ја одиме на повик, мислам на некој организатор. Ние како групација на колекционери и излагачи на музика, кој ќе не покани, одиме како учесници со наша помош и во организацијата. Тоа е колекционер, значи секој има некоја пасија, ние имаме музика, али музика на винили. Значи стриктно ние што ги продаваме, ги собираме и дома. Значи секој си има некоја своја колекција од различна музика и некој слуша претежно од рок страна, се што му фали, некој скршнува панк, нью вейв, некој прогресив джез, па прогресивна музика, техно има. Сега со новиве изданија од 2017 наваму почнаа и нови плочи да излегува. Значи имаме и нови плочи што ги има. И може да се најда и стари изданија во ново руво што викаме. Така да збогатено е стално, секоја манифестација е збогатена со по некој новитет. Дали понови плочи, дали
нешто друго од страна, дошто некој цедина излегле, стално групиве се активни и мораме и ние да видиме во тек. Инаку на секоја манифестација имаме диџеи кои ја збогатува манифестацијата на грамофони и се тие, претежно. Значи тука денеска почнува Гето Руди, по него оди Симеон Лоти и завршувам јас на крајот диџеј Биџо.